Следува програма, наменета за целата публика. Бога ми, господјо, ситуацијата на чифликот им е многу лоша. Ајде, кажувај што било. Сега, господја Серап, за да земе кредит од банката, го дала чифликот под хипотека. Сега, за да го плати долгот, насадила некој памук, пак е требало да си го собере памукот, ама не знам дали ќе имаат време тоа да го направат. Убава. Сега се разбра зашто не навраќа во фабриката. Па сигурно се занимава со нивите. Ти благодарам, Ѓулицар. Нема на што, господјо. Господјо? Господјо, добра ли сте? Добре. Ништо не ми. Во нивите се насобра многу памук, господјо. Ако сакате да го префрлиме во фабриката... Не може, фабриката не е безбедна. Да. Памукот во магазинот го запали оној ѓавол Халиде, бе, нели? Да, Господ, да не ни направи и овој пат такво нешто. Сите ка се уништиме. Да, не можам да си го дозволам тоа. Сепак нивата е побезбедна. Да заврши ова, сите ќе ги однесеме, ќе ги продадам на друга фабрика. Јас и Нага, во нивата и дење и ноќе има чувари, нели? Да, господјо. Добро, да не остане без чувар. Судбината на чифликот зависи од тој памук. Не грижи се ти, Керко. Ќе успеам, Музафер. Ќе успеам заради нашиот син. Ти ветувам, нема да го изгубам. Нема да го изгубам овој чифлик. Многу е важно Ѓуло да го отплати овој долг. Ако за неколку дена не заврши бербата, банката ќе дојде пред врата. Мајсторе, велам, ако можеш да ми дадеш неколку дена. И јас додам да помогнам, мајсторе. Имаат потреба од луѓе. Секако оди, Кемал, и така во работилницата нема многу работа. Јас ке сведам. И јас ке дојдам после работа. Колку сме повеќе, толку подобро. Така, мајсторе? Пакизе, излези надвор да ме слушнеш. Пакизе! Што ти е, бе? Што си се развикал вака? Се дерам. Пакизе, душо моја, те молам, види и речи дека ќе ми простиш и те се колнам дека многу се кајам што те удрив. Знаеш, Пакизе, види, те молам, Пакизе. Ако не речеш дека си ми простила, се колнам дека ќе ја исечам оваа рака. Кабак, што се случува? Овој полуде, бе! Брате, немој да доаѓате навака, тргнете се. И вие тргнете се. Пакизе, види, речи дека ќе ми простиш. Јас грешив, ама ти ако не ми простиш, ти се колнам дека ќе исечам оваа рака, Пакизе. Исече, бе, да видам. Немој, Пакизе! Ќе направи нешто, Рамазан, знаеш? Ненормален е, скрос е ненормален, бе. Ми велиш да ја исечам? Ти велам, исече. Види, Пакизе, последен пат те прашувам. Ми простуваш или не ми простуваш? Не ти простувам, Рамазан. Тогаш гревот е на тебе, Пакизе. Рамазан! Застани, бе! Рамазан! Немој, бе! Абе, пијан си, стој, бе! Да исечам раката! Рамазан! Сето ќе ми... Оставете! Немој, бе, Рамазан, да, оди бе дома, бе! Ќе ти сварам едно горко кафе. Ајде, Мили си. стој. Абе, улав, бе, ќе си сечеш раката. Сакам да исечам раката.
Джемшир. Ти донесов пари за операцијата на син ти. Благодарам, Джемшир. Што ти ја правев да не беше ти? Не е важно. Не е важно. Асуман, види, поминаа 2 месеци од како дојде тука и сите те запознаа. Сите се навикнаа на тебе. Фала му на Господ Джемшир, ти благодарам. Многу ми недостигаш, Асуман. И ти ми недостигаш, Джемшир. Господјо, па вие ништо не сте јаделе? Дали не ви се допаѓа јадењето? Не ми се јаде, Ѓулизар. Дома ли е, господи Халиде? Дома е, господине Екрем, повелете. Ќедам да ја кажам дека дојдовте. Господјо Халиде? Што е, Ѓулизар? Дојде господин Екрем, па ве чека во салонот. Добро, доаѓам. Халиде, што ти е, да не си болна? Не, добро сум, Екрем. Ама не изгледаш добро. Бледа си во лицето. Малку ме боли желудник. Не е важно. Сигурна си? Дали беше на доктор? Не, нема потреба. Ти зашто дојде? Долго време не се видовме. Не ми се јавуваше на телефон. Се загрижи за тебе. Жал ми е, Екрем. Зошто вака правиш, Халиде? Што право? Постојано бегаш од мене. Од каде сега тоа? Види. Сакаш Хемал. Може би се го сакала некогаш, но сега ова не е ништо друго освен без. И се надевам дека ќе го разгореш тоа пред да биде многу доцна. Што е, бе, Кабак? Што е, вака рано тропаш по вратата како да ти должам? Како? Ми должиш, бе, се знае, ден за киријата. За киријата. Ич немам пари, бе. Ама не може вака, реши. 2 месеци не даде ни пара, приебе, пријателе. Добро, Кабак, ама слабо иде работата во меаната, знаеш. Затоа не можам да ти платам. Јас не знам, реши. Ти давам 3 дена рок.
донесеш парите или инаку не се мешам. Инаку што, Кабак? Ќе не изфрлиш од куќата? Да, ќе ве изфрли. Ама ајде, оди жити се. Од кога ме мачи нешто, Кабак, бе? И како го купи ова мало, а? Од кај најде пари за да купиш мало, бе, Кабак? А? Што ти е, гајле? Да не одамна го украдоа златото на Ѓулизар. Немој случајно ти да си го украл. Од каде сега? Не можеш да разговараш вака со мене, јас не сум крадец, бе. Зошто не си крадец, бе? Зашто ти си крадец од затоа? Те видов кога го криеше златото, решите, Фенди. Види, не ме нервира, инаку ќе одам ќе кажам на Ѓулизар, ќе кажам вака беше и така беше. Тогаш Ѓулизар ќе ти го искорне окото. Жити се. Значи, ти го зема златото од таму, а? Ај што си ти? Значи со златото што го украде од мене го купи малото. Види. Абе, Кабак, и тебе ти работел мозокот. Јас ништо не украдам. Го најдов со криеното. Сега, го најде со криеното. Сега, отвори си ги ушите и добро слушај ме, Кабак е. Од сега натаму, јас и ти сме ортаци. Половина од кријата што ќе добиеш од мене ќе мало е твоја, половина е моја. Запамте, ортак мој, запамти. Ѓулизар, Како е на нивата, Јасинага? Добре, господја. Џемшир Ефенди собрал доволно аргати. Дури и Кемал е на нива. Сите заедно работиме. И Кемал дојде на нива? Да. Нека е сопламен, господјо Халиде, ги добивме резултатите од крвта. Бремена сте. Господјо Халиде? Како сте ми? добро сум, Ѓулизар. Што ви рече докторот? Ништо сериозно, ми паднал притисокот само. Ај, фала му на Бога, толку многу се исплашев. Господ нека ве чува, аман леле е себе. Ајде да одиме. Ајде. Вечерва. Последна надеж. Какво дете си ти? Какво срце имаш, чедо мое? Не плачи, мамо. Ќе оздрави бато. Сурова традиција. Земи, читай го ова. Читай го и засрами се. Што е ова? Потврда дека Менекше е невина.
Бегај! Ти си животно безсрамник! Бегај! Љубов и одмазда. Татко ми не се самоубил, нели? Воопшто не му поверував. Вечерва. Најдобриот почнува во 21 часот. Не, мајко, никаде нема да одам. Утре нема да одам ни на петочниот поздрав. Може би тогаш ќе свати колку не натажил и повредил. Која си ти, девојко? Која си? Величенствениот ти одзема функцијата, веќе си само обична помошничка. Како што беше претходно. Зар ке ме изневериш? Зар нема да имам доверба во тебе? Не прави таква грешка, Мустафа. Не се проштева тоа. Завршивте? Мустафа! Прифатив се. Стори се што можеш и предомисли го. Инаку ова ќе биде голема катастрофа. Бидете тука со величествениот Сулејман. Спонзорирано од Сапонија. Врти, кај сакаш? Вртете за 0 денари минута кон сите мрежи. Со цела Македонија, за секогаш. И не пропуштајте, сега сите телефони во VIP се бесплатни. Изберете HTC One X за 0 денари со UR-Beat слушалки. Или LG Optimus L3, исто така за 0 денари, само со VIP Postpaid. Повеќе за вас, VIP. Новиот Bioactive Flower Fresh 2 во 1 ја содржи состојката за омекнување, така што при перењето не е потребно да се користи омекнувач. Шири префинет мирис, измирувачка мекост на облеката, хармонија на мирисна свежина и чистота. Здраво, дали знаеш дека после 10 дена редовно конзумирање Баланс Плюс се воспоставува природна рамнотежа во твој дигестивен систем? Со балансирањето не би оди нешто најдобро, ама се надам дека после 10 дена ќе ми се врати балансот, барем во стомакот. Дали знаеш дека со 10-дневна редовна употреба на Баланс Плюс се стимулира варењето на храната? Често конзумирам Баланс Плюс после јадење и после се чувствувам многу подобро. Сега знам и зошто. За 10 дена до совршен баланс. Баланс Плюс. I feel desire boiling in our heart dirty veins. My sticky kisses pushing you down into hell. Citro Charming. Новиот мирис за жени. Си е природно. Вива сокови. Секој може да јаде како крал. Најдобри парчиња месо, подготвени по извонреден рецепт. Аргета, добрата страна на лебот. Одбери го најбрзиот USB модем стик и сурфај со 4G. Преносен интернет со брзини над 10 мегабити во секунда. Само со Vimax, најдобриот бежичен интернет. Неотел, телекомуникацијски оператор. Знаеме колку е важен секој настан, без разлика на неговата големина. Обратете се кај оние кои знаат тоа професионално да го реализираат, со комплетна услуга и опрема за сите видови приватни и деловни настани. Некои бизниси не се рекламираат. Најдобро е да се дегустираат. Бидете гостин на сопствената забава. Кетеринг сервис Далма. Мириса на ново. НЛБ потрошувачки кредити. Аплицирајте до 31 мај, без трошоци за одобрување на кредитите и пониски каматни стапки за приматели на плата и пензија во банката. НЛБ Тутунска банка. Знам зошто. Гавриловиќ, бренд со 320 години традиција во местната индустрија. Симфонија на вкусови, присутна во сите производи. Дело на нашите врвни мајстори. Одлично е од Гавриловиќе.
Акција во Промес. Свинска кртина 280 денари. Шунка специјал 195. Пилешки паризер со кашкавал 95. Чајна Промес 379.